Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве дел од содржините што ви ги одбрав за денес. Богојавление Водици одбележан во Тетово, Ресен и Битола. Избегнат инцидент во Охрид откако било развиорено 40-метарско знаме со сонцето од Вергина. Тетовчаните добиваат поени од 5 до 15 во зависност од повредата што ја задобиле од кучињата скитници. Фудбалскиот клуб Тетекс засилен со новиот тренер Љупчо Марковски Калц, а женскиот фудбалски клуб Љуботен ја доведе репрезентативката Бојана Петкова. А традиционално на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Ставрофор Синиша Ристоски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Утре нашата света православна црква ќе прослави неделата по Богојавление. Имено, овие денови, драги браќи и сестри, бевме сведоци на многу убави празници, како крштевањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос, или Богојавление, и Свети Јован Крстител, во кој што го прославивме вчера, и како такви сега, утре нашата света црква ја прославува неделата по Богојавление. Од тоа се гледа колкава е големината на овој светол празник, заради тоа што постојат неколку празници поврзани со светото Богојавление. Значи, имаме недела пред Богојавление, па водокрст, ден пред Богојавление, па Богојавление, па недела по Богојавление и на крајот имаме после 7 дена оддание на светото Богојавление. Што значи дека овие 7 дена ние го прославуваме светото Богојавление или па крштевањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Утре, драги браќи и сестри, ќе го слушнеме евангелското четиво кое е одредено да се чита во неделата по Богојавление, во кој што ни се раскажува како Спасителот Христос по крштевањето на реката Јордан и по 40-дневното искушување во Јорданската пустина тргнал за Галилеја, во земјата на Завулоновото и Нефталимовото колено, за оттаму да си замине на проповед. На прв поглед, може би, овој податок за повеќето од нас звучи како недоволно значаен детал од Христовиот живот и податок кој може и да се одмине. Меѓутоа, овој податок не принудува да размислуваме за многуте старозаветни пророштва кои го предскажуваат доаѓањето на Спасителот, а кои пророштва останале незабележени од избраниот еврејски народ, кој не поверувал во нив, ги отфрлил, погазил, а во исто време и него прифатил Христос за својот Месија. Имено за појавата на Спасителот Христос го пореле сите старозаветни пророци. Да се подсетиме само за миг на неколку од нив. Пророкот Михеј во својата книга запишал: „И ти, Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу илјадниците јудејци, од тебе ќе ни излезе оној кој треба да владее во Израелот и чие потекло е од почетокот од вечноста.“ Праведниот Мојсе ги запишал Божите зборови, вели: „Јас ќе им издигнам пророк од браќата нивни, како што си ти. Ќе ги ставам зборовите мои во устата негова и он ќе им каже се. Но јас ќе му заповедам, а кој не ќе ги послуша зборовите што ќе говори оној пророк од моје име, јас ќе му се одмаздам.“ А пак пророкот Малахија наговестил: „А за вас кои се боите од името моје, ќе изгрее сонцето на правдата
исцелени ќе има во зраците негови, и вие ќе излезете и ќе се разиграте како нахранети теленца. Но пророштвото кое денес го слушаме во евангелското четиво, кое го запишал евангелистот Матеј, а го искажал пророкот Исаија, точно и прецизно, драги браќи и сестри, ни одредува суштината на денешниот ден и конкретната ситуација која ја затекнал Христос со своето излегување на проповед. Имено пророкот Исаија пророкувал дека земјата Завулонова и земјата Нефталимова на пат кон морето таде Јордан е незна Божечка Галилеја. Народот што седеше во мрак виде голема светлина, и на оние што седеа во место во сенка смртна им изгреа светлина. Токму таква била состојбата кога Спасителот се појавил на земјата и ја започнал својата проповед. Боговдахновениот пророк јасно го видел благодатното дејство на Христовата проповед, од кое срцата на сите кои со вера ја прифаќаат се озаруваат со неискажлива благодатна светлина и се прогонува секаква темнина. Земјата Завулонова и земјата Нефталимова, каде што Господ отишол по светото крштавање, биле во соседство на јазичнички земји, па под нивно влијание прифатиле многу јазичнички обичаи и убедувања. Но со појавата на Спасителот, овој јазичнички мрак бил расеан и народот догледал голема светлина. Но иако од појавата на Спасителот поминаа 2000 години, иако неговата спасоносна проповед стигна до секое човечко уво, и денес има луѓе кои што и понатаму седат во мрак и сенка смртна. И денес има луѓе кои не сакаат да ги прифатат најосновните спасителни вистини, упорно се предаваат на заблуди и на секакви пороци. Затоа нивниот живот е исполнет со нечестност и беззаконие. И меѓу нас, кои се нарекуваме дури и православни, има луѓе кои упорно живеат во смртна сенка, обоготворувајќи го секое бездушно нешто, својот ум, своите способности, па и самите себе. Таквите луѓе, кои се уште живеат во темнина и кои не сакаат да бидат озарени од Христовата светлина, не можат да го сватат човечкото достоинство. Не знаат каков е неговиот и неговото назначување во сегашниот живот, а какво во идниот. Ниту пак го знаат патот како да стигнат до вечниот живот. Не знаејќи го и не гледајќи го сето ова, кое му е потребно на човекот како за овој, така и за идниот живот, луѓето упорно живеат како да ја поседуваат разумна и бесмртна душа. Се предаваат на пороци, не живеат благочестиво, па дури започнуваат да ги оправдуваат страстите и пороците и да ги сметаат за нормални појави. И на крај, таквата човечка состојба на вистина представува темнина и сенка смртна, зашто нашата душа може да се просветлува и да живее единствено преку познавањето на вистинскиот Бог и преку приближувањето кон Него со вера, надеж и љубов. А евангелската проповед, Христовото учење е вистинска светлина на нашата душа. Оној кој со вера ја слуша евангелската наука, тој гледа голема светлина според зборовите на писмото. Христовата наука ни открива се што човекот треба да знае за своето спасение. Тоа ни кажува дека човекот е создаден според Божиот образ, за да му служи на Бога благочестиво и добродетелно, па на таков начин да достигне вечно спасение во небесните вистини. Свештената историја ни сведочи дека првиот човек сгрешил, но навлекол врз себе Божиот гнев и се подложил на вечна осуда.
постанувајќи неспособен да го познае Бога и Неговата света волја. Милосрдниот Господ пак најпрво ветил, а потоа и го испратил во светот својот единороден син Христос, за да ги научи луѓето на вистинско познавање на Бога и на нивно спасение преку верата во Него, како искупител и спасител на светот. А Христос пак со своето страдање и со крстна смрт ја докажал Божјата правда и не измерил нас со Отецот Небесен и на тој начин ни го отворил патот во вечниот живот. Во книгата на Новиот Завет се е напишано, драги браќи и сестри, премногу јасно. Оној кој со вера го прима тоа учење, тој ја гледа благодатната светлина. Го спознава Бога Отец и Господ Исус Христос и Светиот Дух го гледа своето назначување во вечниот живот, а го гледа и патот кој води кон достигнување на таа цел. Тој пат е верата во Христа Исуса и исполнувањето на Неговите заповеди. Следејќи го своето назначение, човекот се труди да се оддалечува од пороците и да се увршува во добродетелите. Исполнувајќи ги заповедите, оној кој живее така, тој никогаш не паѓа во заблуда. Туку, како при дневна светлина, го гледаат патот кон небесната татковина и оди по него. При светлината на Христовата наука човекот може јасно да ги разликува слепите патишта кои водат кон погибел и се труди да се оддалечува од нив. Постојано цврсто газејќи по патот по кој одел Спасителот, повикувајќи ги сите да одат по него, а ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе и нека го земе својот крст и нека оди по мене. Сите ние сме удостоени, драги браќи и сестри, да бидеме просветени со благодата и светлината на Христовото учење. Постојано сме повикувани. Секоја служба, секој празник, секоја недела, секој ден преку нашите молитви, ние како такви сме повикани, да го пратиме Бога. Значи, сме повикани да ја пратиме Неговата служба, но и ние сме должни да мислиме, чувствуваме, говориме и постапуваме онака како што мислил, чувствувал, говорил и постапувал нашиот Спасител Господ. Онака како што ни заповедал во своето свето Евангелие, за да не можат неверниците и оние кои се уште живеат во мрак и сенка смртна да не укорат, дека ние не живееме според собствената вера. Затоа верата без дела е мртва. Освен таа, подеднакво треба да се трудиме својата вера да ја преточиме во добри дела. Ако кај нас се појавува лагата, клеветето, омразата, злото, крадењето, тогаш нашата вера е лажна. Затоа постојано својата вера да ја потврдуваме преку добрите дела, па на таков начин да го исполнуваме вечниот Христов завет. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен. Амин. Повелете, драги браќа и сестри, и утре на света божествена литургија, кој што ќе прославиме неделата по Богојавление, а исто така во нашиот храм, сите знаеме дека по светата литургија ќе имаме лицитирање на светите икони и честниот и животворен крст, кој што традиционално се одржува за време и околу празникот Водица или Богојавление, а потоа во осветените води во припремениот базен во нашиот двор црковен ќе го спуштиме крстот во кој што секој може да се обиде за свое добро здравје и благослов, да го земе и како таков да понесе благослов во домот негов, а исто така сите ние што ќе земеме и вода, од осветената вода, го носиме благословот на, како се вели во осветувањето на водата,
да слезе врз нези, нели, благословот на Јордан, што значи дека сите ние утре ќе го понесеме со водата света благословот од Бога во нашите куќи. Така и да биде секогаш, драги браќи и сестри, да му се радуваме на Бога, да се радуваме едни со други и како такви да се поучуваме постојано, да нашиот живот биде секогаш свет, како што бил свет на сите светители, а и претходно на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Да сте благословени од Бога и Бог по молитвите на Мајката Божја и на сите свети да ви дарува и телесно здравје и духовно спасение сега и секогаш и во сите векови. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. На 21 јануари, сабота, со почеток во 20 часот, во Македонскиот културен центар во Детройт, гостува Анета Мицеска и групата Молика. Влезници можете да купите на влезот на Македонскиот културен центар. За информации и резервации јавете се кај Николче Камче. Телефон за контакт 586 855 20 71. Ljubi srce, ljubi silno, igraj во gradi nemirno, davaj ljubav neka gre, naš se žive. Marketing, sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
годишниот Ивица Јовановиќ го фати осветениот крст на годинешното празнување на Богојавление Водици во Соборната црква Свети Кирил и Методи во Тетово. Литургијата, чин на водосвет и спуштање на осветениот крст во црковниот базен ги изврши митрополитот господин Јосиф. По крстот скока и врсниците на Ивица Александар Чировски и Александар Пауновски. Нека дава Господ на сите здравје, среќа, напредија да има. Прв пат скокам по крстот, прв пат го фаќам крстот, изјави Ивица Јовановиќ. Богојавление Водици во Тетовска вратница се одбележа со празнична богослужба во црквата Света Петка, додека водосвет и спуштање на осветениот крст во водите на реката Рачита. По осветениот крст скокна 9 верници, а најбрз беше 23 годишниот Игор Савески. По традиционалниот чин, верниците имаа можност да присуствуваат на празнична трпеза. Богојавление Водици во Тетовско Милетино се одбележа во црквата Света Богородица по празничната служба водосвет и спуштање на осветениот крст во црковниот базен изврши протоиерей отец Ненад Ѓорѓевски. Посвечениот крст скока Мирко Стаматовски, Александар Симовски и Петар Јовановски. До крстот прв стигна 21 годишниот Мирослав, информираат од црковниот одбор. На празнувањето на Богојавление Водици во Тетовско Теарце осветениот крст го фати 20 годишниот Мартин Костадиновски. Фаќањето на осветениот крст се надевам ќе ми донесе здравје, среќа и беричет, како на мене, така и на сите верници, изјави Мартин Костадиновски. Празничната служба водосвет и положување на крстот во црковниот базен во храмот Свети Димитри во Теарце го изврши отец Александар Стојановски. Водици се празнуваше и во Сарачино, Стенче, Туденце, Одри и Раотинце.
Во Сарачино 19 годишниот Мартин Савески го фати осветениот крст во водите на реката Вардар. Во Стенче за богојавление водици осветениот крст го фати Александар Давидовски 19 годишен. Крстот се фрлаше во реката Вардар, а имаше 8 учесници. Во Тетовско Туденце 19 годишниот Петар Трпчевски го фати осветениот крст во реката Вардар. Богослужба се одржа во црквата Света Петка. Во Одри 30 годишниот Јовица Димитриевски го фати осветениот крст, а во Раотинце светиот крст во реката Вардар го фати 16 годишниот Марко Заревски. Традиционално, како и секоја година, така и оваа голем број на верници влегоа во осветените води за да го извадат светиот крст.
Честитки за Марко Павловски кој успеа да го извади крстот од водите на Преспанското езеро. И му посакувам здравје, среќа и бериќет, изјави Јован Тозиевски, градоначалник на општина Ресен. Воедно ја користам оваа прилика на сите православни христијани да им го честитам денешниот ден и да им посакам Божјата светлина да донесе здравје, среќа и мир во нивните домови. Нека е за многу години. Бог се јави. На вистина се јави, пишува Јован Тозиевски, градоначалник на општина Ресен, на својот Facebook профил. Градоначалникот пак на општина Битола Тони Коњановски оствари средба со Лука Дамчевски, 15 годишен битолчанец кој вчера беше најсреќен и го фати Светиот крст во осветените води во храмот Свети Великомаченик Димитрий по повод големиот христијански празник Богојавление Водици. Му посакувам на Лука успех во училиштето Таки Даскало, каде што се школува, лична среќа, среќа на семејството, здравје пред се, успеси понатаму во животот. Дамчевски истакна дека вчера за прв пат учествувал во церемонијата на фаќањето на Светиот крст и особено радосен што токму тој е најсреќен оваа година, кога имаше и рекорден број на пријавени учесници на манифестацијата. Мотивацијата ми беше да пробам, да видам како е чувството за здравје. Го почувствував крстот со ногата, не беше тешко, но беше тешко да се извади поради гужвата, бидејќи имаше многу луѓе внатре во водата. Посакувам среќа на сите, а за следната година не знам. Со Господ напред па ќе видам дали пак ќе учествувам, вели младиот Дамчевски. snaga visoka.
21 јануари, сабота, со почеток во 20 часот, во Македонскиот културен центар во Детройт. Гостува Анета Мицеска и групата Молика. Влезници можете да купите на влезот на Македонскиот културен центар. За информации и резервации јавете се кај Николче Камче. Телефон за контакт 586 855 2071. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Шербет блага невесте, кафе ако вариш. Шербет блага невесте, кафе ако вариш. Раце ке ти накитам, алтани да броиш. Раце ке ти накитам, алтани да броиш. Блага невесте, лепче ако месиш. Шербет блага невесте, лепче ако месиш. Злато ке те наредам, од глава до пети. Злато ке те наредам, од глава до пети. Блага невесте, ако ти си моја. Шербет блага невесте, ако ти си моја. Сарај ке ти изградам, слуги да ти стојат. Сарај ке ти изградам, слуги да ти стојат. Блага невесте, мајка ако гледаш. Шербет блага невесте, мајка ако гледаш. Кралица ке бидеш ти, живот ке си тераш. Кралица ке бидеш ти, живот ке си тераш.
Македонија. Македонија. За малку бил избегнат инцидент за време на одбележувањето на еден од најголемите христијански празници Богојавление Водици во Охрид. Како што објави порталот Експрес, полицијата побарала да се отстрани 40-метарското знаме со сонцето од кутлеш, поставено на дел од бедемот на Самуиловата тврдина кај долната порта, а против собственикот на знамето, адвокатот Тони Менкиновски, поднесена е прекршочна пријава за нарушување на јавниот ред и мир. Група средношколци и студенти од Охрид побараа да го извадам знамето. Јас им излегов во пресред и тие го развиорија над зидините, вели адвокатот Тони Менкиновски, кој ги застапува македонците во Бугарија пред судот за човекови права во Страсбург. Менкиновски, против кого полицијата поднесе прекршочна пријава за нарушување на јавниот ред и мир, раскажува што точно се случило. Полицијата дојде и сакаше да го тргне знамето. Имаше една бурна реакција од страна на луѓето кои го имаа поставено знамето. Исто така ме запрашаа мене како подносител. Јас им побарав да ми донесат наредба, им реков дека ова знаме нема да го тргнеме се додека не ни донесат наредба или писмен документ со кој не задолжуваат да го тргнеме. И тоа треба да го пренесете да го знае јавноста, бидејќи беше можен и инцидент, вели Менкиновски. Инаку за инцидентот со знамето, ТВ Алфа побарала став од полицијата, прашале зошто полицијата инсистирала тоа да се тргне. Во соопштението кое Министерството за внатрешни работи го испрати, наведено е: вчера околу 10 часот на малиот плоштад од страна на ТМ, 49 годишен од Скопје, нарушен е јавниот ред и мир со истакнување знаме или грб кој не ги содржи обележјата утврдени со закон. Од страна на полициските службеници изготвен е записник за констатиран прекршок. Pratib da te posvršam, strojnik ja si pratib da te posvršam. Amanet ostanalo od pamti vek, greh bilo boj se staka da ne se zeme. Amanet ostanalo od pamti vek, greh bilo boj se staka da ne se zeme. Tatko ne te dade, беше малечка, късмет си ми била, дойде бегалка. Късмет си ми била, дойде бегалка. Amanet ostanalo od pamti
Македонија. На социјалните мрежи се шират информации дека се организира македонски собир на 4 февруари на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Слушам дека разни негатори и бугарски инсталации се спремаат да положат цвеќе на гробот на Гоце Делчев на 4 февруари. Јас и Патриотскиот институт на ВМРО ќе бидеме таму од раните утрински часови, зашто Гоце е Македонија, а Македонија е Гоце. Почитувајте го Гоце како македонец, роден во Македонија и никако поинаку, објави Александар Пандов на Фејсбук. Групи граѓани од Софија на 4 февруари треба со автобуси да допатуваат на гробот на Делчев во Скопје. Во вторникот, Виктор Стојанов, председател на Фондацијата Македонија, на својот Фејсбук профил, прв најави дека на 4 февруари годинава ќе биде организиран превоз на бугари кои ќе сакаат да се поклонат на гробот на Гоце Делчев во Скопје. Тој ги повика сите бугари да ја прослават 151-та годишнина од раѓањето на Делчев, за кого Стојанов пишува дека е бугарин. Фондацијата Македонија ги поканува сите бугари, бугарски политички партии и невладини организации заедно да го прославиме 151-иот роден ден на бугарскиот национален револуционер Георги Делчев во Скопје. На 4 февруари, сабота во 12 часот по локално време, 13 часот по бугарско, обезбедивме превоз со автомобил за сите кои сакаат да дојдат. Повелете масовно во Скопје да го прославиме сите заедно нашиот народен херој Георги Делчев, се вели во објавата. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Мојот живот тежок е, верувај пријателе, не знаев дека многу дни носат бури горчини, ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за убавини. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Сите што ги познавам, сакаат да дознаат до кога такви сиви дни, што ни носат горчини. Ако нека носат, не се исплаши. Имам срце што е гладно за убавини. Ljubi srce,
На 21 јануари, сабота, со почеток во 20 часот, во Македонскиот културен центар во Детройт, гостува Анета Мицеска и групата Молика. Влезници можете да купите на влезот на Македонскиот културен центар. За информации и резервации, јавете се кај Николче Камче. Телефон за контакт 586 855 2071. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
poželjna ne se čuva do veka. Neka razgleda tvoja ta harmonika, neka si pesma do besne. Zvezda sjajna da me ogreva. Večer lasne pokraj tebe, duša da ti gali me. Pesmo ti, što me otkrivaš, ti si me svih mi otkrivaš. Neka razleva tvoja ta harmonika, ta ljubav željna ne se čuva do veka. Neka razleva tvoja ta harmonika, neka smije pesma nebesna. Zvezda sjajna da me ogreva. Ако ве касне куќе скитник во Тетово, треба да го земете правилникот издаден од општина Тетово и според него да утврдите колку поени ќе добиете врз основа на кои ќе ви се исплати надомест. Закаснување се добиваат од 5 до 15 поени во зависност од тоа колку било силно. Ако ве каснало еднаш или повеќе пати, повторно добивате од 5 до 15 поени. Различен број на поени се добиваат и за големината на претрпениот страв и за последиците од каснувањето. Ова е само дел од правилникот што го издаде општина Тетово, со кој се утврдуваат критериумите за висината на надоместокот што ќе го добијат граѓаните по каснување на куќе скитник. Според него, секој каснат граѓанин ќе добие предлог спогодба и можност за надоместок од минимум 30 до максимум 100.000 денари. Исплатата ќе биде од буџетот на општината, а сумата ќе одредува посебна комисија за надоместок на штета, во која покрај вработено од општината се и лекар-травматолог и лекар-психијатар. Правилникот во кој е објаснета целата процедура е објавен на веб страната на општината, заедно со барањето кое оштетеното лице треба да го пополни и достави преку архивата до Комисијата за постапување по барања за надоместок на штета. Со ова, општина Тетово им излегува во пресвет на граѓаните со тоа што процедурата за вакви случаи се поедноставува и се намалуваат, односно избегнуваат судските трошоци, како и трошоците за извршители, адвокати и така натаму, соопшти Милена Вучевска од Канцеларијата за односи со јавност на општина Тетово. Од општина Тетово не соопштуваат колку пари досега им биле исплатени на граѓаните кои ја тужеле општината затоа што биле каснати од куќиња скитници.
Таа исплата досега одела преку јавното комунално предпријатие кое подолг период е во финансиска криза и со блокирана жиросметка, па многумина тетовци чекаат на исплата, а за дел од нив се уште траат судските рочишта. Лани во февруари, кога излегов од работното место, за нога ме касна куќе скитник. Имаше цела глудница кучиња. Ја тужев општината, но се уште нема конечно решение за исплата. Спорот го добив, беше пресудена одштета од околу 90.000 денари, но општината се шалеше и сега спорот е на апелација, вели Ана Марија Блашевска, жителка на Тетово. Сега не правил, нека ја забавтат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари јас снежам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. Свирачи да не престанат, да ни свират дури гости не се изморат. Сите нека пеат, сите нека играт, нека се опијат. Ваква свадба никој до сега не правил, нека ја забавтат. Еднаш вака славам, еднаш вака правам, пари јас снежам. Сега само дајте, тугнете, ајде, еднаш јас живеам. И за крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио, две спортски вести. Фудбалската легенда Љупчо Марковски Калц од денеска почна да го води ФК Тетек со намера клубот да обезбеди опстанок во втората лига. Марковски ја направи првата прозивка на фудбалерите пошто започнаа подготовките за пролетниот дел од сезоната. Новото раководство на фудбалскиот клуб Тетекс стапи во контакт со мене.
Тетекс е во незавидна ситуација и е еден предизвик за сите нас, и за управата и за мене како тренер, да успееме да го спасиме Тетекс да остане во втората лига. Она што не очекува се подготовки. Денеска е стартот на подготовките, до понеделник сме во Тетово, потоа заминуваме на 8 дена во Дојран. Потоа се враќаме во Тетово и продолжуваме со работа. За да се оствари оваа мисија, потребно е сите да влеземе 100% посветено. Тоа значи и стручниот штаб, и фудбалерите, и управата, и секако навивачите војводи, кои ќе ни бидат потребни да го оствариме посакуваното да остане клубот во втората лига, изјави Марковски. Во клубот веќе пристигна и неколку засилувања. Има нови фудбалери, но има доста и млади. Од поискусните Христијан Кировски, Трајча Стојковски, Мики Митров, Јусуф Мустафа. Има доста нови имиња, се надевам дека оние позиции на кои недостасуваат фудбалери, ќе најдеме играч 2 да ја засилиме конкуренцијата и да бидеме конкурентни во втората лига. Тетекс тргнува со минус 6 бода од оние места што се над цртата за испаѓање и е во тешка ситуација, вели Марковски. Во сабота ќе се игра пријателски дуел во Тетово со ФК Беса, а надпревари се закажани и за време на престојот во Дојран. Марковски како шеф на стручен штаб ќе го има и Дејан Савески како прв асистент, Филип Павловски како кондиционен тренер и Миле Спировски како тренер на голманите. Што се однесува до женскиот фудбалски клуб Љуботен, тој ја доведе репрезентативката Бојана Петкова. Преодниот рок го започнуваме со најмладата фудбалерка која ќе ни пристапи оваа зима, со Бојана Петкова, која е стандарден член на U17 и U19 репрезентацијата на Македонија. Шампионот полека покажува дека вложува во иднината и дека се прави одличен спој помеѓу младост и искуството и создава одлична база за настапите во Лигата на шампионите. Брзоногата Петкова, која досега беше член на Истатов Кул, ќе ги задржи офанзивните странични позиции на ШФК Љуботен, со што и статистички најдобриот напад во лигата добива дополнителна острина, информираат од женскиот фудбалски клуб Љуботен. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Ви посакувам пријатен ден и ве очекувам да се чуеме и следната сабота во исто време. Пријатно!